ќе зборуваме за тоа што значи да се биде носител на единствениот олимписки медал во Македонија Дејан Георгиевски. Таеквондо, правилно ли се кажува така? Или? Па така, или таеквондо или теквондо. Секој го вика различно. Значи правилно и така и вака? Да, теквондо еднаш или да разрешиме и да го знам да, тоа. Дејан, драго ми е што си ова утро со нас, со оглед на тоа дека Олимписките игри ќе започнат сега во Франција, во Париз, па со Искра ќе се зборувате за тоа и какво е чувството да се биде, да се носи медала од Олимписките игри. Сигурно дека и ден денеска ти е, нели, гордоста голема. Еднаш олимпиец, цел живот олимпиец. Цел живот, така е. Повелете. Дејан, добро ти утро. Добро утро. Ти благодарам што дојде. Да, денес се отвораат Олимписките игри и ние решивме пред време да ги отвориме токму со тебе. Јасно е зошто со тебе најголемиот успех на Олимписките игри за Македонија го имаш постигнато. И она што е особено важно што точно пред 3 години, на утрешен ден, на 27 јули, јас земав некои од насловите кои што беа тогаш, например, Дејан Георгиевски донесе олимписко сребро на Македонија. Георгиевски се запиша во историјата на македонскиот спорт. Среброто на Георгиевски е најголемиот успех на Македонија на Олимписки игри. Сега прашањето ми е после 3 години, дали ти се верува дека ова го направи? Па да, требаше да помине малце подолг период за да легне целата ситуација, да сватиме што сме направиле. Мислам дека и што повеќе време ќе поминува, тоа успехот ќе биде се поголем и повеќе ќе оцениме ние и останатите луѓе, бидејќи, како што кажавме, тоа е најголемиот успех во историја на Република Македонија. И ние најавивме тогаш дека ќе донесеме злато, уште пред да одиме, но ете, фала му на Господ, испадна така како што е, сега имаме уште една цел да завршиме. Да. Многу ми се допаѓа и пред емисијава кога зборуваше, обично луѓето се тие што ќе постигнат голем успех се јас. Ти цело време зборуваш во множина затоа што велиш дека сам не може да се постигне. Така да, во прилика ги поздравам и моите тренери Борче и Дарко Костовски, секако и моите клубски другари, бидејќи иако е овој поединечен спорт, не е тоа така, бидејќи не може да вежбате сами да правите спаринзи, тренерите ако не се тука да направат целата тактика, целата стратегија, тоа немаше ништо да биде од тоа, затоа и тренерот Борче е прогласен за најдобар тренер во историјата на Македонија. Мислам самиот резултат тоа си го покажува 2021 година кога донесовме сребро од Олимписките игри. Јас бев прогласен за спортист на годината, тренерот беше прогласен за најдобар тренер на годината и Македонската теквондо федерација исто беше прогласена. Да, мислам дека тогаш те нарекоа сребрен херој, така да пишуваше за тебе. Да. И сега, пред 3 години, значи ова време, додека ти таму освојуваше, ние меѓу другото, како што видите, знаеш дека имаме контакт со гледачите, делка што разговараме, имавме тема специјално за тебе. Темата беше Дејан освои сребро злато вредно. Како што ние те следевме тебе, не знам дали ти следеше како ние се радуваме овде? Па не, ден кога се направарував, не го користев фич телефонот, тоа така ми беше договорот со тренерот да ми каже за не влие тоа психички на мене, но да се концентрираш, фокусираш максимално. Не сум знаел за тоа дека имале гласни вклучувале, но тренерите цело време ми пренесува што се случува, поготово пред финалите ми кажа дека буквално цела Македонија на нозе, сите навиваат за нас дека имаме огромна поддршка и дека треба да продолжиме како што се боревме до финалето. Отпосле кога веќе заврши финалето, кога го земав телефонот, тоа видов навистина што се случува. Беа преполни медиумите со тебе и социјалните мрежи, само со пофалби, со честитки. За нас тоа беше како изненадување. Но предстоеше долг пат за тоа. Како воопшто устига одбра потешкиот пат да стигнеш до Олимпијада? Како стигна до таму? Па така, за луѓето може би било изненадување, за нас не било, да, бидејќи долга работа има потрпна. Пред Олимписките игри ние донесле медали од стварно голем надпреварување, од Европски првенство, Медитерански игри, од Гран При надпреварувања. Ние стигнавме на Олимписките игри преку квалификации и во финалната борба кога одлучуваше кој ќе иде на Олимписките игри, ние го победивме актуелниот олимписки шампион. Што значи дека за нас не беше изненадување, знаевме ние пошто идеме таму. Го исчистивте патот. Така е, да, и тоа го победивме со баш убава разлика и тоа не беше на увертира пред Олимписките игри. Ние пред да отидеме таму во неколку наврати најавивме дека ќе донесеме медал, што и стварно тоа го направивме. Па до Олимписките игри, како што кажавте, на потешкиот начин, во смисла дека освоивме норма. Јас сум вториот македонец до сега кој што има освоено норма, останатите сите патуваат со wild карта. Еве да појасниме на гледачите.
ваут-карта најчесто даваат на надпреварачите кои што нема можност да ги загрозат останите надпреварачи кои што може да земат медал. Ние имаме таков договор дека никогаш не планираме да одиме со ваут-карта, иако во овој случај ние ако побаравме ваут-карта немаше да ни дадат бидејќи ние пак бевме на прагот за освојување на олимписка норма. Тоа е многу тешко бидејќи ќе ги загрозеше другите. Да, и цел процес до остварување на норма трае 4 години, што значи дека треба што повеќе додете на надпревари, не само додете да учествувате, туку треба да земате и медали за да собирате повеќе поени да бидете во самиот врв, и затоа тоа се буквално пеколни 4 години. Као што некој вика дека е многу потешко да се освои норма отколку самиот медал, бидејќи за да освоите медал борбите ви траат еден ден, а да освоите норма треба 4 години. Откако веќе стигна таму, за патот до финалето, најпрвин си го победил светскиот првак. Така, да, тоа беше можеби, тоест некој кој каже добра и лоша жребка, мислам дека нашата жребка беше најлоша, што може да ни биде и најтешка. Првото коло ни беше актуелниот светски шампион. Во полуфиналите се боревме со кореецот. Да, тоа е особено значено со оглед на тоа што таеквондото е всушност корејска вештина и тоа најстара корејска вештина. Предпоставувам уште повеќе добива на тежина тоа токму него да го победиш. Да направиме според, размислите, во Кореја една генерација има 50.000 дечиња, 50.000 членови, а кај нас колку има и со каква технологија они работат, со каква технологија ние работиме, тоа беше на можеби најголемата победа, бидејќи кореецот немаше пораз неколку години и ни беше тоа што викам тешка ждрепка, првата актуелен светски шампион, потоа брилна слонда коцка, па полуфиналето кореецот, но нас фокусот не беше на првата борба. Знаевме како поминеме таа дека потоа ќе ни биде малку полесно благодарение на тренерите. Имавме направена одлична тактика за кубанецот и се помина како што планиравме. И сега самото финале. Можеше и поинаку да заврши? Да. Што се случи таму? Можеше, па видите, русинот Ларин исто он нема пораз неколку години, можеби он е од најголемите имиња во таеквондото, во нашиот спорт, но имаше моменти каде што одлучуваат. Најверојатно искуството негово, бидејќи тоа е доста постраден, има доста повеќе и надпревари европски светски првенства поминато, можеби тоа беше пресудно, но секако дека можеше да заврши. Ние имавме една тактика, него планиравме да го удриме во глава. Претходно тоа е еден момент што можеби гледачите не го знаат. На сите 4 борби у Токио, јас ниеден поен не земав во глава. Сите поени ми беа во тело. И тоа ни беше оставено за финалето. Имавме момент кај што за многу малце ќе ни поминеше еден удар во глава кај него, тука цела борба ќе беше смената и потоа јас малце на момент се дефокусирав после тој удар и он тука ми зема неколку поени, можеби тоа беше одлучувачки во финалето. Ние ден бевме пресрекни со среброто, но прочитав на неколку места дека ти си бил разочаран. Така, од самото финале. Така е, да. На првите моменти после финалето бев премногу разочаран, бидејќи знаеме пошто одиме таму, знаеме дека имаме можност да донесеме олимписко злато, но тоа беше на почетокот дека стигнеме во хотел, дека поминат неколку денови, потоа кога сфатив што сме направили, дека и среброто е нешто најголемо што сме дадали. Но знаете како тоа е таков сум јас, кога одам на секој надпревар, одам да донесам златен медал и плюс знам дека бевме сега многу близко да го направиме тоа, но ете, така требало да биде, фала му на Господ, ќе имам уште една цел да завршиме до крајот на мојата кариера. Кога заврши олимпијадата ти најави дека за оваа олимпијада сега ќе одиш на злато. Но еве денес си тука, не си таму, зошто, што се случи? Така е. Ние овој пат бевме на право да донесеме олимписка норма. Првите 5 луѓе од светската ранглиста влегуваат директно на олимписките игри, јас завршев 8. Фала му на Господ, тоа е по Божја волја. Можеби ете, да кажам, претходната година
еден период имав некои здравствени проблеми со нервозното црево и тука нешто сменив околу исхраната, баш тој период кога имавме 3 големи надпреварувања кои што носат многу поени и тука малку беше падната енергијата. На сите тие 3 надпревари изгубив уште првото коло, не освоив ни еден поен. Можеби тоа е пресудно, но тоа е што е, ние остануваме понатака, не чека уште еден олимписки циклус, тоа е 2028 година Лос Анџелес, пак ќе одиме да го донесеме тоа што ветев. Ти си многу скромен, но еве сега вака логички да размислуваме. Ова е најголем успех на еден наш спортист на Олимпијада. Ако е Олимпијадата најголемото светско спортско збиднување, тогаш значи дека ова е всушност најголем успех воопшто на еден наш спортист. Така е, да. Така, нели? До сега, од кога самостојна Македонија има 2 медали од Олимписки игри, тоа е на моговите игри Ибримов 2000 година, тоа е бронзен медал. Јас донесов сребрен медал и со тоа кажува само по себе дека е најголем историски успех во Република Македонија воопшто. Воопшто, да, не само за Олимпијада. Во сите спортови. И нас ни е многу драго што го направивме тоа, бидејќи после толку години, плюс ние сме тука од Македонија, македонци, со македонски услови, дека успеавме да направиме нешто такво и да го пробиеме мразот и да покажеме на останатите спортисти дека е возможно, дека може да се направи тоа и се надевам дека понатака ќе усвојуваме што повеќе норми, бидејќи многу е подруго кога ќе отиде на Олимписки игри со норма отколку со ват карта, бидејќи знае дека вие сте поминале некој поддржак, пак и сте докажале и кога ќе отидете таму со норма знаете дека можете да направите нешто, така да се надевам дека од нареден олимписки циклус следните олимписки игри ќе има што повеќе норми. И најдов уште еден податок кој што можеби дури и ти не го знаеш како утеха, а тоа е дека всушност златните медали на Олимпијадата од 1912 година веќе не се изработуваат од злато, туку од сребро. Така што всушност исто е дали имаш сребрен медал или златен медал. Добро, за нас не тоа спортисти не е баш иста, веќе друго е златен медал, друго е сребрен. Но ете, не сум знаел тоа. Како податок. Дејан, колку ти се промени животот од како го освои овој успех, од како го постигна? Па мислам дека не ми се промени премногу, секако на некој начин може ми се променило, но во спортскиот план не, бидејќи ние си останавме такви како што сме и пред Олимписките игри. Секако сега после Олимписките игри противниците многу повеќе ме пратат, исто како ние што ги пратиме нив, нели што работа, да пратиме цела нивна тактика, така и мене. Што значи ме улесна што не си оваа година таму? Па мислам дека да, сигурно на повеќето им олеснало. А ти лично дали се имаш сменето? Не. Тоа може да го кажат моите блиски. Ајде малку за самиот спорт. Зошто токму теквондото? Па не знам, видите, ако се запишав на теквондо, тогаш имав 8 годинки. Не сум знаел баш да одлучам баш кој спорт, но ама те привлекло, нешто те задржало. Во основно училиште има на голем одмор имаше теквондо клубот Бутел, имаше демонстрација и тоа изгледаше неверојатно, ние како дечиња многу страдувавме, тоа изгледаше спектакуларно. И со брат ми решивме да почнеме и ете така останавме и после некој период веќе на 13, 14, 15 години кога почнав да ги носам првите резултати, сфатив дека тој спорт за мене и ете останав до ден денес. Важело за едно од најпопуларните боречки вештини воопшто во светот. Зошто? Што е она што ја разликува оваа боречка вештина од останатите? Па тоа е перфектната ножна техника. Популарна е бидејќи олимписки спорт. Мора луѓето да ги делат спортовите на олимписки, на неолимписки спортови, бидејќи кога работите олимписки спорт и кога се надпреварувате против некој спортист, вие буквално се надпреварувате против државата, не се надпреварувате против некој клуб, да речеме од Америка или од Англија, туку против цела држава, против цела машинерија, буквално бидејќи најголемо достигнување на една држава е спортистот да донесе олимписки медал за нив и затоа по најголемите држави во светот има премногу вложуваат во самиот олимпизам и затоа можеби е толку популарен како што се спортовите теквондо, бокс, борење и џудо, тие се 4 олимписки спортови и тоа се мислам дека најголемите боречки спортови бидејќи се олимписки спортови.
по твојот успех знаеш дека многу деца се ориентираат токму кон тој спорт. Што е она што мора еден човек, еден спортист да го поседува за да се занимава со овој спорт? Па не треба ништо посебно поседува, секако нема ограничување во висина, тежина, тоа си има посебни категории, дали спортистот е висок или не, нели кој што викаат во кошарка треба да бидете висок, мада и таму не треба да бидете висок, има многу кошаркари нели кои што се пониски па прават големи успеси, да. Така да треба само да си бидат истрајни, дека не мора значи уште на самиот почеток дека тие треба да бидат најдобри. Јас кога почнав на почетокот првите неколку години не сум бил најдобар, имал од мојот клуб многу по-добри, но треба си останете и да бидете истрени, да верувате во тоа што го сакате и секако дека еден ден така ќе се исплати. Ден вечерва отворањето, како си ја доживувал Олимпијадата пред да станеш учесник и победник во неа? Па претходно искрено не сум пратил многу олимписки игри. 2016 година секако пратев само теквондо и тоа некои категории така. Тоа што тебе те интересира? Што ме интересира, да. Но овие олимписки сигурно дека ќе пратам многу повеќе. И ќе видиме зашто што ќе имам време, но ќе гледам што повеќе можам. Освен таеквондо, ќе пратиш и друго? Па да, сакам да пратам атлетика, можеби ќе гледам кошарка и секако ќе ги погледам нашите спортисти. Кои ти се вака најголемите имиња во историјата, да речеме, на Олимпијадата? Па не знам, искрено сум немал од никогаш некои идоли, да, ни во мојот спорт, бидејќи сум знаел дека ќе стигнаме еден ден на олимписки игри, дека самиот ќе си постигнам нешто најголемо што може да си постигнам и сум немал така да се восхитувам на некои големи спортисти, иако има секако многу големи имиња во олимпизмот кои што имале по 4-5 олимписки, дури златни медали. Според последните информации малку се шпекулираше со бројката колку наши учесници ќе има, мислам дека 6 е дефинитивно, така? Мислам дека една пливачка се откажа поради здравствени проблеми, така нешто требаше бидат 7, ама мислам дека остана 6. 6. Апсолутно мала или релативно мала бројка за Македонија? 6 учесници само. Па мислам дека секогаш на олимписки игри отприлика ги има тие бројки, но сите тие таму се заменети со wild карта, да. И од олимпизмот е таков што сака да ги спои сите држави и од сите држави да има неколку спортисти, затоа секогаш сме имале ние покани како држава од Меѓународниот олимписки комитет да чисто кога да се исполнува таа норма, но таа бројка, ако земеме во оглед на нашите соседни земји, е многу мала. Не можеме се правдаме со тоа мала држава дека сме така, да, не може вечно со тоа. И Словенија е држава колку што сме ние, колку што знам, а колку што прочитав имаат околу 100, можеби над 100 олимпици, и тоа да земам предвид дека кошаркарската репрезентација не се квалификуваше. Значи не да се вадат на екипен спорт. Да, има и екипен спорт, но пак 100 и нешто учесници, тоа е премногу. Треба да се работи повеќе и да се освојат што повеќе норми за таму кога ќе отидеме да бидеме сите со поголема самодоверба, да знаеме дека може да направиме нешто. Спомена дека досега само двајца сте биле со норма. Зошто? Што е тоа што не можеме да продреме? Што е она што ни недостасува? Не е дека немаме таленти, така? Не, таленти имаме, секако не знам, не можам да одлучам што недостасува. Знаете кога да се жалиме дека нема услови, дека нема финансии, но другот ние тоа сме го докажали дека може и така, но кај нас мислам дека требаше да се промени тоа буквално во нашиот спорт, бидејќи ние како што вежавме до Токио, така ќе останаме и после Токио. Помина 3 години, ништо не е променето, иако имавме ветување дека ќе се отвори некој олимписки центар, дека ќе се променат некои услови. Ние ќе останавме така да си вежбаме во нашата школска сала, но ете сега имаме најава дека од март наредната година ќе се почне некој таков центар да поинаков пристап веќе. Дејан, што ќе им посакаш на твоите колеги, 6 кои што замина за Париз? Па ќе им посакам многу успех, да се покажат таму во најдобро светло, иако мислам дека патот до медалите ќе им биде
за некога јас сум спортист и мора да бидам реален, да ги гледам, да гледам ситуација како што треба. Мислам дека патот ќе им биде многу тежок на сите, но нека го дадат тие својот максимум, бидејќи тоа е на крајот денот најбитно да дадете се од себе, да не представуваат како што треба. Колку е утешителна таа парола олимписка, битно е да се учествува? Па не, Така на хартија добро звучи, но кога си таму, кога ќе изгубиш, дали врши работа или не? За мене не е битно, не може да се дешам така битно да се учествува. Да си отидам таму со норма, тоа е многу подруго, како што ви кажав, многу е потешко да се освои норма отколку што се вика медал, бидејќи тоа е цел процес од 4 години и кога некој отиде таму со норма, веќе тоа може да се каже дека најголем успех за еден спортист да не направи ништо дента, може да си го користи тоа како најголем успех, иако бидејќи тоа стварно е така, норма се освои многу тешко, но не можам да кажам дека треба да бидат задоволни со самото учество на Олимписките игри. Дејан, многу ти благодарам. Ми е жал што си овде, што не си таму, но ти благодарам што дојде во нашата утрински. Само за на крај те прашам за вечер каде и со кого ќе гледаш отворање? Па вечер ако не загаснам, треба да бидам на тренинг, ако не загаснам, најверојатно ќе ја пуштам дома. Да видиме како спектакуларно ќе биде отворено. Слободанка, ти со кого ќе гледаш, каде ќе гледаш? Јас дома, во домашни услови и јас ги сакам Олимписките игри, многу ја сакам атлетиката, а најмногу 100 метри спринтерите. Се сеќаваш на Грифит Џојнер, покојната Карл Луис, окавините долги имаше, Карл Луис исто така, Мајкл Џонсон, да не ги набројувам од поновите Усеин Болт и така натаму. Едноставно ги обожувам и едва чекам кога ќе дојде финалето за 100 метри спринтери. Благодарам, прекрасен разговор и секој добро ти посакувам. Браво за тебе, одлично момче, прекрасно момче и пример како треба да биде младата генерација и како да живее во иднина, се разбира, за сите оние помалите кои те следат.